Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме затворена пица калзоне со спанак и урда. Калзоне е обична преклопена пица која изгледа како пита. Можете да ја наполните со што ќе посакате, но денес правиме едноставен фил од свеж спанак и урда. Исто така ќе ви покажеме и како самите да направите тесто за пица. Да почнеме со состојките. Ќе ви треба 500 грама брашно, 4 супени лажици маслиново масло, 1 лажичка сол, 1 супена лажичка шеќер, 15 грама квасец, 1 рака свеж или смрзнат спанаќ, 100 грама урда, 1 јајце за премачкување и сол и бибер. Прво ќе го направиме тестото за пица. Навистина е лесно ако го следите рецептот и оваа едноставна процедура. Исторете го брашното по работната маса. Ставете сол. Со рацете направете дупка во средината. Ставете топла вода во длабок сад и почнете прво да го ставате шеќерот, па маслиновото масло. Ова ќе му даде прекрасен вкус и текстура на тестото. Потоа додадете квасец и оставете го 5 минути да се активира во топлата вода со шеќерот и маслото. А сега нередот. Сипувајте ја течната смеса во средината на брашното по 1/3 насипување. Земете вилушка и почнете да го фрлате брашното во течноста, внимавајќи при тоа да не ви истече премногу од течноста. Фатете ја смесата со раце и почнете да ја размесувате. На почетокот ќе биде неуредно, но по некое време ќе забележите дека тестото станува послушно. Откако ќе се впие, додадете малку од смесата со квасецот и повторно размесете. На крај додадете ја целата течност и ќе видите дека тестото навистина ги добива посакуваните својства. Силно месете 3 до 4 минути се додека не добиете тврдо тесто со рамномерна боја и текстура. Огромно е задоволството да се гледа процесот низ кој тестото добива форма во вашите раце. Кога ќе бидете задоволни со тестото, ставете малку брашно на дното од длабок сад, ставете го тестото во садот, покрите го со крпа и оставете го на топло место во домот околу 1 час. Во меѓувреме, стоплете маслиново масло во делимано тавата за пржење, додајте сол и бибер и ставете го спанаќот. Дозволете топлината да го омекне спанаќот, но не пржете го предолго зашто подоцна треба да го ставиме да се пече во преклопената пица. По 1 час тргнете ја крпата од садот и ќе видите дека тестото станало двојно поголемо. Превртете го на работната маса и сечете го на 2 парчиња. Со сукало и сукајте го во кружна форма, но не мора да биде многу прецизно. Со прсти изедначете ја формата на тестото и сега сме подготвени да почнеме со полнењето на пицата. Прво нанесуваме 1 слој спанаќ, потоа урда, па повторно малку спанаќ. Преклопете го тестото и притиснете ги рабовите со прсти. Затворете го тестото по целата должина на рабовите за да не ни истече филот. За секој случај ќе ги притиснеме рабовите со вилушка, што исто така му дава убава шара на тестото. Одозгора премачкуваме со изматено јајце пред да зачиниме со сол и бибер. Тестото го засекуваме со остар нож. Ставете ја пицата во рерна загреана на 150 степени околу 20 минути и гледајте како тестото добива прекрасна златна боја. Извадете ја пицата од рерна и спремни сте да ја сервирате. Време е за сервирање. Исечете ја преклопената пица на парчиња и ставете ги во чинија. Правењето тесто за пица или леб представува големо задоволство и релаксација. Оваа преклопена пица можете да ја понесете на училиште или на работа како ужинка. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријател и сподели.